Еве го, конечно, најубавото капче на светот, кој е познато лого, не сум сигурен тука. Колаборација, байкерот и кросфитерот и братот апарел. Доста со тие вреѓања, бе, кога тренирав, кога ќе видев некој што очигледно трча за да слабее. Ја им се восхитував, човече, на овој му е 100 пати потешко, бе, знаеш колку пати ми дало. Зашто идеш у 5? И вика, па како бе, човек? Како другачи? 7 сум на работа. Стандардна работа. После вика, кога? После дете, жена, ово, кога тренирам? Тренирам вечер, нема се видам со детето. Крај? Тоа ми е мене хасал. И затоа сакав да го вратам зборот. Затоа ми е мене таа подлабинска вредност и символ капава. Тоа е смешно. Човекот пробува да си го смени животот и ти му се смееш, човече. Толку треба за да се откаже. Не е таму он ментално за да каже дадеш ти, сега ќе видиш. Пречка за нив е срам. Ке ме гледаат луѓе дебел ваков таков. Не бе друже, срамота е дома да седиш браво што трчаш. Затоа немој да се ругате, немој да се смеете, дебел човек бугојазен ако трча и се мачи со 2 на саат. Ако нема срам во труд. се е подобро од ништо. Со кодот BK15 имате 15% попуст на сите барне рочила. Искористете го кодот BK15 на screenglasses.mk. Секојаш свежо месо од македонски локални фарми. Премиум месарница Агапе. Свинско, пилешко, јунешко, телешко, зреено, чадено, нечадено, колбаси, чварки, врат, сланина, печеница. Пред да продолжиме, саш да нарачаме нешто за после, за пауза. Може благо нешто? Да не... И јас сум за блачко, ти кажеш. Ова твоево што го сакаш? Преако е, сега ќе виш. Чекај, еве ги, да, тука бе, едно со кокос. Не беше баунти тоа? Bounty бар, бадем кокос, дека има урма бе, за тоа ми е. Па добро бе, 2 нарачаш. Саш и ти да пробаш? Твикс бар убаци, ќе направиме малце микс, може? Ја 3 комада ќе направам, ти не ќеш сега, ама после ќе земеш. Добро бе, па добро, кој што сака бе, 2 твикс, 2 баунти. Чекај, 3 баунти ќе си земам. Ти твикс сакаш? Машала. Еве, 2 твикса. И сникерс рече сакаш? Сникерс протеин бар. Еден, тој убав ама тежок. Чекај, значи имаме 3 кокос, имаме твиксчиња, 2. Ајде младен ти ќе лапаш после, ајде уживај. Потаман. Ајде. Океј. Готово. Ајде, пукам. It's life. It's life. Конечно. За вас не е конечно, за нас е конечно. Да. Ама процес што се крчкаше долго време, месеци од лани, и еве епизода за процесот. Затоа што како беше целата договорка, ситуација, дизајни, одадоше. Го изживеавме тоа што го збореа дечките на подкаст. Да. Ама онака стварно таков вистински attention to detail. Значи, колку луѓе мене не ми се веруваше и на првиот состанок кај нив кога бевме. Па ти уствари добро. Ајде таму. Така е, да, така е хронологијата. Беа они на епизода и некое време после тоа со Кико збор. Знаеш уште поише се вратам? Ајде. 2022 ќе ме поправате браќата апарел. Вардар капчето кога го извади. Не знам која година, 21-22, не е битно. Јас сум у Грчка на одмор. Го гледам капчето и сакам за усала да направам колаборација со нив. Кросфит Скопје, братот апарел. Не знаејки како им е политика, не ги познавам нив. Знам дека се другари со рустиканците. И имам контакт. Океј. Можам да стигнам до нив и да прашам преку Ојле Што треба. Да. Прашувам јас преку луѓе, ми викаат не, они прават колаборации само со големи брендови, без навреда, нема тоа сакам јас колаб, ајде и ти прават. Не. Нема, секој ќе му прдне. Не, тоа е момент. Не секој ќе му прдне, него Вардар. Да. Колаб. Вардар има кап. Утре некој друг бренд, Мичич, Тату, 2 капи, прават колаборација. И да дајде. Добро. И мене тука ми останува. Тоа, братот, капчиња, супер се све, окей, респект, треба да станам поголем бренд, окей, добро. Ама еден ден, кај си го ставив у глава. У сала ми доаѓа Стоилов, джуниор, Стефан, ми вика, сакаш ли братот на подкаст? И ја му викам, Стоилов или апарел? Ми вика, апарел.
Either way, викам, кој сакаш, нема проблем. И за брат ти у секое време, уште една подсетник. И за братот Апарел у секое време, викам, значи топ се, викам, сака дечкиве да излезат на подкаст, саглам приказната. Добро, со задоволство. Уште поише сакаме. Така е. Дојдоа, снимивме све. Тука нешто се начна, дечки сакате ли код ово оно, да ви даеме капи и да ги носите едно друго. Така почна првата соработа. Може и некоја колаборација ако сакате, ама ајде ќе се видиме, ќе збориме. И мене Да. ми остана тоа у глава. Да. Ја обично памтам вакви глупости многу детално. И нели после Мичич дојде, го зборевме во епизода да. со нив, Да. дојде Мичич и му се јави на Кико од тука лайв од епизода. Да. Дај бе 15, нека идеш и Така беше тогаш кодот, да. да, и кодот така се створи. Така се створи. Ама остана онај, нели ја им пиша, момци сакате ли? Ајде дојдете до канцеларија, се видиме. Прво да направиме момент, дали ќе ни легне муабет, концептот, да. Дали бива услови ова, она. Нема никаков проблем. И бевме и сега за дизајнот, ете, продолжи си ти. Идејки натака, ја као предпоставував дека, окей, не име на нив, тоа ти што кажуваше, не прават они колап со било кој, ама од друга страна се викав, сепак нешто ситничко за нас, као успат на попустот на кодот. Тоа така не Така се ти нема го свати? се нема осмелено да имам поголеми очекувања. Ама тоа некој мој одбранбен Та механизам. бев внатре валја. у мозокот. За кога дојдовме кај нив и кога почнаа они да објаснуваат кој ме пристапот, како оди тоа, се тоа со дизајни, со идеи, со фабрики, со контакти, со... Јас сакам, чекај, они сакаат истински А да бе, јас така знам. продукт. Да. Ама мене тогаш најмногу ми се отворија очите. А, ти не беше свесен дека твое лого ќе има овде? Ја не бев свесен тоа ти што го кажуваш, дека ние сме стигнати до нивото до кое што братот сака да прави колаби. Така бе, бренд што сака да се ја не колаборира со ти нив. прего Мичич правил за нив, не знам, Вардаров, оно, ја мислев ќе направат некоја нави 5 капчиња за вас и толку. Не. Сваќаш? Ја у ниеден момент не знам. Ама они уствари многу попрофесионално од нас го имаа замислено. Од мене. Од тебе, ја и дизајн мозгав све. Ти си од мене. Ти викам, ја прв пат кога сенавме со нив, сватив колку сериозен е нивниот пристап. Да. Мислев дека е сериозен, ама уште левел апел. И тогаш уствари и ти ме изненади, кој и ти више доаѓаш со идеи, со викам овие, ја каснам на возот. А не ни е зборено меѓу нас ништо. Ништо. Не меѓу мене и нив. Да, Немаме никој со ние никој. комуникација нешто да приватна пред тоа. И ја тогаш уствари на првата средба сваќам дека ова е многу јако. И затоа мене тогаш ми кликнаа, чекај. А тебе уствари првиот mind blown, тогаш ти се Mind blown, дека имаме наше прво капче. имаме actual продукт. Да. Наш, Бренд, се со продава бренд. со бренд кој што е веќе многу јак етаблиран. И ти доаѓаш на состанок со веќе спремна идеја, не све спаѓање идејана. И ја тогаш сваќам без заебанција, ова е најдоброто капче у свет. Ја у глава и фотосесиите ми беа више. Ама ја не можам да замислам што повеќе некој може да даде и да посвети у капче. За мене допред братот, капче било не ни секундарна. Да. Седма ствар. Не, ни капче качкет. Што ќе ти улета капчиња. колку да не ми се гледа косата, сваќаш, а не дека е actual дел од карактер, од стайл, имидж, да, од дизајн, од да. стайл, дека тоа постои како... Со карактерот они го направија тој момент. Братот Апарел Ама брендот го тој направи момент мене тоа со чека. мудовите. И сето тоа земено у обзир и такво attention to detail, значи перфекционизам, посветеност и самиот дизајн, мислам, еве и јас да покажам. Ако не видовте, гледайте го и самиот дизајн. И го објасниме после Значи, степ бај степ што, зашто Да. ништо не е случајно, прво на капава фрлем. така. Ама ајде дизајнот после. Загледајте ги убаво сите детали сега. Бај да спремна за нарачување. Кликнете на линкот, братот.
Оти малце понатака у муабетот ќе ги објасниме сите елементи од дизајнов што ги гледате. Иако може нешто веќе ви станува јасно у овој ликов што е на пола, ама ќе да објасниме. Ама тоа ми беше мене првата средба mind blown и од одма, као без сомнение. Да. За тоа и немав ја некако и сега како тече годината ќе раскажуваме. Се некако беше лабаво некако беше као you got this. Да. Као ова само Ма нормално. ова готово тргнато е се кој ќе се реализира, кој ќе искочи. Немав ја сомнеш дека кога ќе ја фатам у рака дека ова најдоброто капче седи Буквално. готово. Како Nike човек, му верувам. А без Стоктон утре да дое да ми иде, ја ќе не, извини брат, може ова е прво, твоето второ ќе биде. Джордан да дое вака, Не, крај. Роналдо да ти дое Готово. со капче, извини брат, ти си сплюкнал нешто Ама не таму. ми е мерак Роналдо. Не е ова. Не е ова. Сега, имавме прво за неколку услови што не смееше да се врда. Тоа беа да биде мут, нормално, значи Нормално. нивната замисла Тоа е како целата што прича. и нас не ни беше да им умацаме прсти сега, ние ќе кажеме, вие сте тоа, најдобрите, ви веруваме. Наш инпут е као предлози. И они беа многу фер. Не. Све што се договараме, 50-50. На еден да не му се свиѓа, отпаѓа. Така беше. Тројца да се убиваме колку е јако, на еден од нас ако не му фаќа, ако не му лепи, треба, тоа беше едно од услов. Мора да сите четворица да сме сложни, дека се прифаќа било што. Сложни, мудовите, нормално, тој е брендот, окей. Кој муд да биде? Окей, Да. имаше неколку опции. Добро. Пап, не е важно. Ама неколку недели, секој чекор од овој процес по неколку недели трае. Охо, Баш заради перфекционизмот. така. И ние неколку недели брейнстормаме, нафрламе идеи за мудови. Да. Ваков дури ги заборев кои беа сите. Се нафрлаа мудови. Ово е добар, па Кико, братот, не ми лепи нешто. Крај. Да. Фрли го. Fuck off. Тоа е тоа. Чим не ти лепи, Ја има, вау, нешто јас што викам, Ти вау, некој- цело време имаше некои такви. некој wow mood. Не. Ја реков дајте да биде знаеш што ми беше мојот у душата на прави тешки работи. У Да. тоа име некој муд. Да. И само доаѓаат Castle mood. Бом. I love it. Беше. Толку. Овде го осетив. Сите рековме крај. Лайк. Сите го- Крај. Електронско гласање. Хаселмуд, може да го преспиеме. Утре ден, а бива, момц, како не бе Хаселмуд, Хасел е, тоа, Хасел. Добро, ја имав дисциплина, нешто она. Да, имавме. Кико беше, не сте ми вие тоа. Зашто они имаше многу јак инпут од нивна страна, како они нас не довиживува. Не, да, ама не. Не, Сте, ама не ми е тоа. не е некако. само тоа. Не е само тоа. Да. И хасел. И као, да, тоа е тоа. Да, Тоа е тоа. Добро, следно, мора да е животно. Океј? Тука беа И твоите ја идеи. викам, дали има можност, сплит, две така. животни. Ау, да. И пак сме двајца у колаборацијата, стално имате капа, пример Мичич е еден човек. Да. Вардар е клуб, нема врска. Јас и ти сме двајца. Океј, јако. Сега, ја викам, имам предлог, јас сакам две животни или. Ајде, или горила, или лав. Да. Ти сакаше волк, имаше замислено, друго немаше. И нивното беше, момци, горила и волк не оди. Ако ги споиш, Да. дали жаре може да е лавот. Демек, ќе се кам дечко не ме прашувај, као окей, тоа е тоа. Лав и волк, сплит, face to face. Да. Side by side, пола Да, фаци. да. Добро, ја имав, може ли волк, лавот да има наочара на него? Знае да има шмек дека сум ја. Така скришно, Ама нешто. може ги оприметиш, може нема го оприметиш. Аха. Ете го има наочара, бе? Не сум го гледал. Ја не сум го загледал, да, бе, стварно. Лавот наочари носи. Да. Тоа ќе го објаснуваме дизајнот после, ама нема врска, тоа е у животното импутот. И викам, може ли лавот да носи, да има наочари, ама да се примети, ама да не се Суптилно примети. малце, да. Топ, јако. Сакам да сме пак ние. Знаеш, да не е сега лав, Симба некој да се стави тамо бахат, некој.
нешто да има асоциација на нас као Easter eggs. Нагети мали да ги наоѓаш. Да го најдеш, да, баш Тоа ми такво. беше и мене така си ја замислував целата Да. капа. Со кои ќе ги Епа, објаснуваме и позадината е дизајниве таква. се такви. Добро, животните ги решивме. Хасал е мудот, животните се лав и волк. Да, Океј, ајде сега чекаме дизајнерот да ги покаже животните. да. Па ни праќаат од животните. Момци ви се свигаат ли? Мене ми се кул, мене. Пак стајте неколку недели. Да. Неколку дизајни, неколку предвози. Рачуна установен е муд и установени Да. се животни. Боите не беа уште, чекавме да бело, црно, вака, Така е. онака. Добро. Се свигаат животни, се свигаат. Мудот добар. Топ. Идеме дале. Дизајнов. Рачунајте дека вика ќе има овде дизајн. Ова е мрежа. Добро. Да, позадинава што е триаголникот. Да бе ова напред. Да? Овие е дизајн. А ова е печот. Океј, и сега нас ни стигна исцело. Не беше и текне првото. Да, дека како што се цела. црта Како што се целата црта позадината целата, на фајлот, на Е. илустрацијата. Мој инпут беше, ти беше поише, брат ви верувам што сакате. Не, ја од која да, и стварно беше така. Ти од која кажа со сплит два лика во еден животното, ја бев ова. Овие го мислеле. Не, готово ова. Како ова е да искочи крај ми, јас стварно бев И ја има, викам, слушате се. Он е байкерот, јас сум кросфитерот. Мора да не е тоа така нагласено, ама да има шмекче некој така протнато, ако ги бараш, да ги да најдеш. видиш. И јас ме заебава до ден денес, со боеве си се запнал. Може ли на моја да стане нешто на розе да умја, а на негова да на плаво? Како што Како ни што со ние светлата, студиото, негова да е плава страна, мојата е розева. ништо не Силом е прилike случајно. погрешка, ама не е погрешка, гледај како се гаѓаат. Абе, ништо не е случајно, бе. А by the way, дресот и Дарио погрешка се најдоа на таа страна. Мислам дресот не е погрешка, ама тој дрес на Дарио, Знам, иако знам. е плав погрешка, Да, а овие розеви, намерно реков Да, розевите на моја, да. ама ова го заборев. И се смееме да не забоите. Добро. Толку. Толку. Нит ова да има, ни тоа. Имајте ги предвид боите, некако на неговата страна да има малце елементи на томе, на мојата мои елементи. Толку. И само и они си знаеа, окей, ќе се инспирираме од студио, од идеите, од ово, од оно. Толку беа насоките од наша страна. И медиумски мрак неколку недели. И Дур се цртало тоа, дур се Дур се правило. мозгало, да. Они Јас не ни заборев. кажувале Ништо бе. 100 пути враќање со тој дизајнерот. Да, Кико. Не, ни фаќа око. Добро да видиме. Не ни покажува. А он е таков, ако не му е она лавит, не. Ама кој што кажа ти, идејата од почеток беше од четворицата треба лавит. Да. Не, он ми е мене, они двајца ми се број 1 репер quality control. Буквално. Нема јас што да кажам ако него не му се него ако му се свиѓа тоа веќе е 99% quality control дан. Он е првиот. Луѓево милиони капи продадено, Така е. маркетов По Белград проучен, продаваат, милион да. пути кампањи секакви. Така е. Му имам видено ја и у бекенд на Борче што Да, се дешава компјутерски по алгоритмите. Така е, Многу на велико верував ја они шо Да, прават. ништо не е случајно. Се е плански, се е со намера. Така што за нас беше медиумски мрак, ама они на велико терале. Они си газеле. И после некое хлуп, време, оп, дизајнче. дечки како ова. Ај. Ама ги пуштија прво како во фајлот. Целосно. Да, илустрацијата, како испринтано. Викам, чекај. Триаголников. Не можам ја да го замислам, викам, може ли да го залепиме на капа некако? Почекај секунда, Борча праќа. Јуп, од напред, Ама фотошопирано. фотошопирано. Да, леле Ја како беше. пушта, ги имам сликите, додека зборам, ќе Да ти ги пратам, убациме, ќе ајде, ги ќе убациш. видиме, ајде. Она фотошопот, првата Добро, што дојдовме добро. ние. Да бе, Па може, ако ни бе дозволи. таму е бе у Вибер групата, знам. Вибер. Што ќе може ќе ставам. Така. Што Ќе се може, видиме, ќе ставам, каже, да, што може. Што може ќе се убацува да зборим. Прво имаш од напред, овој момент. Да. Право, само капата Photoshop. После имаш капата страна, ја гледаш, тоест овој момент, гледаш Да. братот логото тука од страна, Да. И А кај гледаш мене, другиот- чекај да се другата кај мене. страна, А кај мене е така и вака. Кај мене тука е братот, да. ете. Вака и така. Бум, бум. Да. И од напред.
И ја викам, what the fuck? Океј, ајде чекај сега да ги анализирам вака со зум детаљ по детаљ. Ти тоа правеше? Да бе. Ја не вече, Како не бе? О, па бе. Еве. У плавиот дел, ја, ако покажувам на... Вака. Ова е седиште со точак, ама е обратно. Не можеш баш да приметиш дека. Да. Има плави моменти тука, иако е некое небо со сонце, плаво е. Слушалчиња. Слушалица иде овде, као подкаст. Подкаст. Со помаранџести тука некој детаљ. Тоа е Тука иде нашето лого. подкастерското. Да. А by the way, еве ги стварно се тука. А и да, ете ги слушалиците. Цело време се тука. И тоа е страната со волкот што е твоја. Идеме тука. Розевиот дел ми го валија што ги запнав. Слушали убаво. Да. Микрофон кај мене. Овде има тегови. Ова се као тег за бенч. Да. Тука е зелено, јас си сакам да речь бои тоа како да сум зелено, а иначе нема комуникација за боите, само розова и плава беше. Ама стварно и како ги објаснуваш, пак се малце треба да ги бараш, малце е такво стриповско, Да. такво. Овде е тег, дреч зеленото, скрос нивна иницијатива, лавот, мојата страна, нели нормално. На очарата, Ете. детаљот запазен. И паѓаше само договорка, стрејата дали да биде црна или бела. Така, да. И едногласно мислам дека сте говоривме да биде бела, зашто многу убаво разбива. Откако го видовме, они ги пратија Така, и со фотошопирани црна- двата дизајна. Ја мислев прво дека црна ќе одговара, Да. ама откако ги пратија да ги видиме, Не, со бела е помпога. затоа што позади мрежата си е црна. И има уште едно, нели стално имаат скрини порачиња. И ја овде сакав да иде прави тешки работи на кирилица, али дека сепак у фабрика во Кина, нешто со кирилица дека нема како. Да. Мора да е латиница. Чим латиница не сакав на Македон. Нешто, Да, и димензиски нема. Димenzиите нешто, Па да, многу е големи на- се зборовите, да. Прави, да, стварно. И се ако е на латиница нема да иде тоа никако на македонски, не сакам. И е на англиски do hard things. Од таа причина е на англиски, а не е на македонски. И ништо не е случајно. Така е. Премногу луѓе од странство actually не имаат контактирано за мерч до сега, уште Така е. маичките која беа порано. Како бе дечки ова само у Македонија ли ги давате и Да. ние па сега тука. Ама веќе со капчињава не. Од внатре ова материјалче е пешкир. Тука Што сега го веќе збореа влагаш во епизодата на другата фабрика. Така, влагаш во делот производство. Тоа е новитет е. Еве. Да, ама дека ова е веќе во целосно ги rework, Ремейк, ја преоработија у друга фабрика. го преобработуваат и целиот нивни процес на изработка и нарачка. Имаат нова фабрика Поубави материјали. со многу пофина контрола Така. врз детаљите, секојдневна комуникација со луѓето од фабриката и пофини и материјали. фактички нашата капа, а и неколкуте други што Ќе искачаат стигнеме до тие. со не. оваа колекција, ќе ги покажеме и нив, се уствари за вие што имате од предходните модели капчиња од братот, Огромна разлика. самите материјали се веќе други. By the way, оддалеку не се ни приметува дека е мрежа позади. Да. Ова е многу пофина мрежа. Кога Тука- облагаш капата како да си ја носел 2 месеца. Знаеш, Тука разгазени делот- патики. Тука делот кај челото е како Пешкирче, бе, пешкирче, пешкирче, материјалче. Оваа тука нешто Борче ми објаснуваше со како си као Стреја. со стрејата е исто некој друг материјал што можеш ти го подесуваш колку Мгм. да е свиткано, колку не. Така што и како си ка и Бе, комотноста на текстилно, носење. текстилно, Абе, материјално, материјалите. фабрички е и тоа е друго веќе и Да. и на тоа имаат апгрейд направено. И кажуваше Кико во епизодата за пешкирче, нели она муабето го кажа, бе носиш капа и се има После моменти. некое време? Да. Па нема тоа. Еве, ја носам, Нема. И Од 4 ги сати. носиме од преска ги носиме. 4 сати Да. ја носам, заборам дека носам. Ја вадам за да покажам ради овакво. Да.
Така што, дечки, капчето е веќе лайв. Не само нашата. Секој еден од овие аргументи се доказ зашто е најдоброто капче у свет и само надаваме. Да. Само надаваме. Нешто што мене у моментот како кликнуваа сите овие чекори што ги наброја, така подлабоко во значење ми одеше целата приказна. Да. И посебно и со hustle mood и елементиве што ги опишат и сега, да не збориме за самото значење, нели, на карактер, што значи волк, што значи лав, сила, контрола на импулс, нели, контролирана агресија во полза на позитивни, се, значи, буквално се што имаме зборано на подкастов е некако инкорпорирано, Да. метафорички, некако длабоко, символично, тоа го барав. Има символизам. Да. Длабок символизам. Посебно мене што ми прави символизам е во зборот hustle. Имам впечаток дека у последно време тој збор многу го асоцираат со предприемачкиот дух. Немам ништо против тоа, нормално. Голем дел од стварите у светот се движат со иновативност, технологија и да, познаваме светски предприемачи кои што ја туркаат технологијата у светот. Ама, знаеш, секој ќе се претера и која више е претерано малце невкусно ми станува. Спиритуалност, кој ги кажеш. И И енергија зборот. И едно време, секој втор се правеше предприемач, секој втор нешто хасал ми се, и некако почнаа ми станува Одбивно. одбивен почнаа ми станува терминот. Не за друго, затоа што јас, тоа што сум сметал хасал, друго нешто значело, ова како со подкаст. Да. Има многу конкретна и длабоко сваќање за што значи подкаст. И кога ќе почне секој втор да лупа подкаст, Да бе, кога си пишал у ми го киборд. заебуваш зборот. Да. Исто со атлета. За мене атлета е Поим. со цели романи што може да се опишува на ниво на митски божества, што се означува зборот атлета, така ми е и зборот хасл. И сакав, наш обид, чекор назад. И зашто е и поврзано со правење тешки работи. И нешто што сме го зборали и друг пат на епизоди. Има вистински тешки животи. Има вистински тешки професии. Предприемач ми е нека окей, супер. Ама, друже, хасл е човек што иде на работа 12 сата, реди плочки, ти врзува кабли на 50.000 волти, Што никој не ќе дълноводи, и се враќа дома, и иде на тренинг, и се враќа и иде на викенд на водно со син му, со ќерка му. И нула изговори. И се труди, едва и врзува крај со крај, и никад не се жали, и никад нема го виж да се пожали. Никад не се жали. А вистински ни го возат општеството. Да. Тоа е хасл. Да. Тоа е хасл. Почетоците на братот. Да. Години, они да немаат од денар видено. Хасл. Виолончело. Така е. Крв од прсти 10 години за уопште да свири. Гого! Поим за хасл. Ѓорче се сели по коли, живее на паркинзи, нема кај го бркаат за светски проект. Тоа е хасл, бе. Тежок живот. У име на сонот е на крај, така го имаме ние сватено, барем не ние, него што викаш ти се расфрлаат со зборот предприемач, хасл, масал. И тоа сакам малце да го вратам тоа. Супер е у име на сон. И тоа е хасл. И Гого е хасл, и Антонио е хасл, челист, и нема збор. Балерината, сите, така е. кој you name it. Они го прават во име на нивниот сон, скрос оправдано и ништо помалце не е вредно нивното, него на другите.
ти овој хасл што го кажуваш е за никакви пари? Прво? Не дека нивното види дур да не стигна да се светски, не никој не им гарантира никад може нема да пари не влага у сликата. Тоа е муабетот. тие што ги избориш, по шахти што се пикаат, гомната што ти ги отпушуваат на запушена овакво, е тој што влага таму, па иде дома се пере, па со детето, па учи, па тој хасл, не дај Боже да го осетат, зашо е за живот хасл, за преживување. Да. Тоа е survival хасл. Тоа е уште поголемо ниво. Дај Боже да се сите у хасл по сонот. Тоа е нема збор, тешко. Му го правеле и ние, и уште го правиме, и ти, и јас. Јас сум идел јутра до сутра у сала. Кој ме прашал? Така да. 2-3 години сум бил еден тренер, не сум смел да се разболам. Кој те прашува? Корона е, нема луѓе. Тоа е. Од сабајле, крпиш, влечи од ваму, кири, плати, покри, направи ова, она. Идеш, нема корона, не да Боже, фатиш и фаќаш корона 20 дена и сега се убиеш. Не зашто си болен. Шо ќе биде со сала сега? 20 дена те затвараат. Шо ќе правиш? Сам си како дух. Па ајде некако тоа, па од јутра до сутра, па и ти кога снимавме кај тебе, ти текнува од дома. Ја бев до 11, 12, до 3 ја таму одев у сала и у 8 си овој дома пак, и утре пак. Да. А кај си ти да извежбаш, кај е ова, ќе се такмичиш тогаш, какво такмичи? Фала Богу, тој период трае и мислам дека тука животот те тестира дали ќе се откажеш или не. У сонот. Шо вика Крис Вилиамсон Lonely Chapter? Касл е баш оној момент на сакаш тоа, а? Ајде да видиме. Да. Еве ти една Колку пречка, сакаш? втора пречка, трета пречка, пета Да. пречка. Ајде да видиме, ќе идеш уште. Еве ти малце успех. Еве не мора ние на братот приказната. Оп, 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 Вардар со работка. Бум. 300 фелери слига. Да. Лоша пратка. Абе еве ги сега стига. То пиеме утакмица да ги даеме по фанови. Аха. Ајде бе. Што ќе правиме следно? Тука не може се откажат. Најлесно. Тоа се деша. Друго некој, пак срање некој. Ајде. Тоа нема крај. Понатака идеш, после ај знае, тоа е искуството што се случува. Ја имам што зборам со од други професии, овакво, онакво, што се у почеток, што имаат своја работа. Леле ми се деси, леле нема се верува ми се деси, леле бев со еден другар на кафе пренска. Нема се верува што ми се деси. Викам добро. Ништо страшно не е тоа. Дали е доволно за да се откажеш? Нема шанси. Тоа е тоа. Поирум. Ти си неколку години оваквото, веќе си овде, така да за 10 години од сега ова ќе биде лекцијата што од сега па натаму ќе знаеш како да постапуваш. Да. Па да. Лабаво, опушти се, тоа е тоа. Ова се лекциите у хасалот, ако ги следиш ко лекции. Многу лесно некои и многу сонови се откажуваат во тој момент. Што едноставно не знам од кои причини. Не верува, еден поддршка нема, Кој ги знае? еден ќе ти каже, ајде не ни вреди, гледаш. Да требаше тоа, знаеш како види на оној му тргна. Сите што мислиме од страна, дека се успешни, кад тат на некој подкаст, на наш, на туј, на овој, на оној, светски не е битно, кај Джо Роган, сите го имаат моментот на тргна и некое срање. Да. Ама, лака те повлекува. Не може се, ајде да видиме колку Абе сакаш. искушенија за отказ. И тоа не е искушение да се искушенија. откажуваш. Реална причина да се Да. откажеш. Да. Овој за Nike, колку пати можеш да се откажеш? Абе, какви брендови у светот немало да постоја да се откаже луѓе? Со години 50 милиона на суд таму бркање, и да си има да се тужиш со IRS на Америка. Невозможно. Со УЈП. Со УЈП да се тужиш на Америка. Иди, кој ќе победи? УЈП да ти каже дека треба не си платил 50 милиони долари. Леле. А ти треба на Прифонтен патиките да му ги мислиш. Иди мисли ги. Иди мисли ги. Главата на кај ти е на вакво. Или па со овие која ми го заебаа терминот хасл новиве предприемачи, почна лош тон да се асоцира со оноа 9 to 5. Аха.
Као мислиш, Као навреда. да, као навреда, као мислиш ти у пеколот си. Да бе. Милиарди луѓе на планетата што идат са бајле до поручек на работа, мислиш у пеколот се они. Да бе, стварно. Ало бе, братот бе, да не е тоа, нема општество бе. Така е. Да нема милиарди луѓе што екчуали идат на работа од 9 до 5, од 8 до 4, колку и да е. Колку и да е досадно, колку и да е неисполнително. Кој ќе ги прави бе тие работи? Нека мора да чисти вецињата. Програмери, не знам, администрација или што бе, што и да е, не ме интересира. Комунална хигиена. Да не е тоа, кој Видовме градот што ни беше без Сите ли тие бе луѓе? Елон Маск да бидеме? Нема си. Сите ли бе Джеф Безос да летаме у вселената? Ало! Доста со тие вреѓања бе, такви работи не донесоа до ова општество. Да. Пред 50 години сите сме копале и сме гледале кози. Сега сме направиле општество технолошко и за тоа општество треба луѓе да идат на работа. Не е брука бе тоа. На некој начин придонесуваш за општеството. Него кога ќе ги видам такви, Бил си дошол. Дома дете вози, го носи на тренинг, дури тренира детево, он иде на тренинг. После тренинг Да, да жена, искористи да жена не му на тренинг, Да. се враќаат вечер, детето приказка, Тапшанов, Да. секој вечер приказка, бум бум бум, репит. Тоа е хасел бе. Тоа е. Тоа е хасел. Ке видам овакво буцко, некој е дебел или нешто поправен или трча на кеј, Рика бе уште ко дете која бев кога тренирав, кога ќе видев некој што очигледно трча за да слабее. Ја им се восхитував, човече, на овој му е 100 пати потешко, бе, знаеш колку пати ми дало, брат, зашто трчаш? Знаеш колку пати сум имал ситуација на кеј? Како можеш да трчаш 120 кила начукал, се мучи бе, се мучи. Јутре па го гледам, иде 2 на сат, ако бе, нека и, значи, а прашај го, сигурно е после на работа. Па и вие ненормални? И да не е на работа. Па буци бе, човек? Кој ми кажуваш? Ја кажам, човек, ај, значи не ми беше јасно. Зашто идеш у 5? И ми ка, па како бе, човек? Како другачи? 7 сум на работа. И тоа ај да не го откривам Од осум. многу човек, ама многу сериозна работа има. Како не бе? Стандардна работа, у канцеларија работа. Целарија, да, сериозно. Се враќам после, вика, кога? После дете, жена, ово, кога тренирам? Тренирам вечер, нема се видам со детето. Крај? Тоа ми е мене хасал. И затоа сакав да го вратам зборот. Затоа ми е мене таа подлабинска вредност и символ капава. Да, за буцкото која кажа. Имало ситуација 1000 пати. Сме трчале на кеј од порано. Не сега кога сме се спремали. И сега имало. Ама знаеш, иде припреми на кеј се прави порано. И трча таква некоја и се мачи бате некоја и ги му се смеа. Што се смеете бе, викам? Тоа е смешно. Човекот пробува да си го смени животот и ти му се смееш, човече. Толку треба за да се откаже. Не е таму он ментално за да каже кур да јадеш ти, сега ќе ти видиш. Он доволно првото пречка за нив е срам. Ке ме гледаат луѓе дебел ваков таков како трчам, срамота е. Не бе друже, срамота е дома да седиш браво што трчаш. Затоа немој да се ругате, немој да се смеете, дебел човек бугојазен ако трча и се мачи со 2 на сат. Ако. Бе, нема срам во труд. Така е. Он се труди, бе, човек. И што ќе постигне он? Се е подобро од ништо. Се е подобро од нула. Да оди, подобро е него да се и дома и да јаде. Труд, ефорт, крај на приказната, никој нема право збор да ти каже. Никој жив. Ти се трудиш, крај, бе, некој што не се труди. Камерон Хейнс која со може нула. да трча со джели рол, човек што на скршена нога трча 300 мили, не километри, 1,6 е овакво, do the math, 450 плюс километри. Да. Тој човек, шо? Што ти е, ја трчам, дечко, по 500 километра по планини со скршена нога, ти сега дебел ке одаме. Не! Баш, браво, знам маката и тебе ти е исто тешко кога на 300 километри, на 300 мили. Ма и потешко му. Зашо он му е телото тристенирано. Ово е толкав 450 паунд, колку бил 500, не знам, тамо 270 кила. Се јаче кила, човек. Да. Тоа е хасел, тоа е за поздрав. Некој што сака да си го смени животот, некој што
има 9 to 5, ама прави на страна сон, интерес, нешто, само не бил во можност, фамилиарно, не е од имотно семејство, ти пружи услови, сам мора се избориш, јеби ga, па се не учи факултет, па немало факултет у тој момент за таа работа, сега денеска сака подкаст да прави. Пред 10 години немало тоа. И сега да го роди он, сега му сакал. И помогнете ги тие луѓе. Знаеш, тоа е, место да си се смеем и да овакво, тоа е хасл. А не е ти секој втор предприемач или знаеш, Джеф Безос од канцеларијата, од гаражата, сликата легендарната, овие почнале у гаража, оние почнале. Да, Бизнисот сам работи, ја си го прчам, браво. и тоа е хасл. Джобс, Безос, никаков збор нема. Тие свет смениле револуција на планетата. Они, кои им се смееле сите, они се вистинскиот хасл, а не е копикет денес, секој втор IT што завршил финки, и ми става на очари, скрстува нога, ги става, демек, аз зборувам споро, и кажи ми ти, know-how, ја залепам една мочко еден да ти. Тој actually седел со оној возњак у гаража, вистински. Да. И он хасл правил, 20 сата на ден барал инвеститори, го бркале од негова фирма, сега ќе видите враќање, Apple го враќате. Тоа е хасл. Ама Джобс е еден. Така да. И не ми се споредувајте со Стив Джобс. Да. Кој ќе измислиш нешто што не постоело на планетава, со среќа. Безос има измислено трговски без физички простор. Светот моментално кружи на тоа Амазон, човече. Сите шопови комерци на планетава Аме, не ми ни текна на тоа. од таа идеја на еден човек што не се откажува. Тоа е хас. Не бе, технолошки серверите, они се на Амазон. Тоа баш. Светот вистински моментално вози на Амазон. На Остети што... нивните сервери. Да, AWS е Cloud Network. Они се Cloud Provider. Да бе, ние што не сме у тоа, мислиме дека нешто физички негде се складираат тие информации. Кој можен уред негде, сајт, мајт, се што на вас онлайн ви се дешава, 60% од тоа е на сервери на Амазон. Cloud не е вистински на облак. Cloud provider, тој што Cloud, сите што викате Cloud, тоа е на Амазон, AWS се вика. Amazon Web Services. Абе, Амазон не е сајтот што купуваш ти. Уствари, Тоа бизнисот не е е- податоците? Тоа е помалиот дел од трилиардите на Безос. Поголемиот Не. дел на трилиардите на Амазон се Amazon Web Service, се Cloud Providerот на серверите. Како на Макдоналдс што е имотите. Како кога снемува нешто и пола свет нема интернет, па некој таму кабелот у Вирџинија. И летови нема, банки не работат, картички не работат. збориш? Светот пауза прави, стопира светот, буквално actually се руши. Еле. Се руши све, вака одма, нема ле замисли, на Амстердам аеродром нема летови. Што ќе се деси? Или на JFK у А Лондон. 150 у минута полетуваат. Нема. Зашто? Серверите не на знам. Амазон има аутич. Тоа е хаслер. Е, Ама тргнала идејата од кај се оваквал. да се вратиме на капчето. Сите вие, дел од вас има или е хасл, или има капацитет за хасл, у превод да се труди Да. до крај. Добро. До крај, само ради трудот. No Макар и matter ништо what. друго. Да. Ете ти кај пак прави тешки работи. И се си кликнува, бе. Значи, или сте вие таков, или имате капацитет за да бидете таков, или познавате некој што е таков, или едноставно ви буди ова, ви резонира со вас, капчето е тоа. Еве, уште еднаш. Ако ништо друго. Вредноста што ќе ја извлечеш, нормално не финансиска или било каква Нормално. материјална, од применување на овие методи за хасл, Така. тешки работи, вредноста
што ќе ја извлечете вие сите што ќе примените, ја нема да станувам фитест on earth. Зашо одам у 5 да тренирам? Многу подлабоко и поголема вредност има таа дисциплина, што се пресликува после понатака, што можеби, не гарантирано, у некој од таму, чекор 8, ќе ти се монетизира. Можеби. Никој не гарантира. Ние не го почнавме подкастов со договор од $1,000,000. Абе, вчера го направивме. Уште немаме. Уште немаме од $1,000,000. Ама пак, Знаме. Јасно е што збориш. за без пари, што се вика од джеб, си давал за да снимаш за вакво од не ни кејф, него е повик. Кејф е друго. Повик. Кејф е да не знам што е кејф, мерак ми е да не знам што да правам. Кејф ми е да гледам тенис уживо. Тоа е кејф. Не, ова е повик. Зашто сме го правеле и самиот подкаст, зашто сакам зборот резонира и со нас, ама и зашто е колаборација со самиот наш бренд подкастов. Збори у капчето. Колку сме снимале ние, имало саботи по 5 епизоди. Кој го знае тоа? Никој жив. Искачаат тебе, секој понеделник бате у 6. Така е тоа. Некој треба да ги едитира епизоди. Некој треба да ги објави. Рил, мил, ова. Значи, се е тоа хасал, ние не се жалиме, зашто е ова нас ние Какво жалење, бе. уживање, со задоволство го правиме. Исполнување на смислата на животот. Да. Ама е покрај работа, тренинг, фамилија, Фамилии, да. одврски, Така е. патувања Да. и плюс Не живење у државата. Кој знае тоа? Враќање, снимаш 5 дена, 5 тебе Да. метак назад. Многу работи позадински што никој не ги знае и не се ни приметуваат. Се десило приватно срање ово она, кој те прашува бе? Понеделник треба да излезе епизода, дечко. Тоа е. Доаѓа гостин, ти може све да ти бива во животот. Тоа е тука, доаѓа show goes on. да. И пак ќе кажам, не ради финансиски аспект. Нула, тоа не е мотивацијата. Кад тат ќе дојде тој милион? Гарантирано. Нема бегање. Дај Боже. Ама, се е следствено на ова. Па Джо Роган шо? Првите 7 години за нула. 5, не ли беа 5? Првите 7 давав пари, вика. Губев пари на подкаст. Така беше, да. Ама ме волеше кур. Зашто? Што сакав да го правам, ова е тоа што мене ми се свиѓа. Така е, бе. Е, кога го сакаш тоа, тој хасал зборот, што сега сите со тешко, не е толку тешко. Тука ми имене оноа, ако си ја сакаш работата, нема да работиш ни еден ден. Не, него работата нема да се гади. Затоа што е правиш за нешто го сакаш. Е, тоа е хасалот. Доаѓањето, снимањето, идењето дома у 8:45 летање по овакво, легнам у 9:15, шутра станам у 4. Каде да јадеш умеѓу време, па и тренингот сабаре, по тренинта снимаш 2 Не е ова жалење, само е како што стојат Не е работи. жалење, обид да се изрази Малце Тла- позади завесата. длабоката наша некако... Зашто буквално, како Енергија. душата вака да ни ја земали, жуп, у капчево остави. убаво го кажа. Ние сме испреплетени од тука. Есенцијата наша Буквално. со се што правиме е во капчево. Да. By the way, имаат и 4 нови дизајни. Да, кажи ги ти. Браќата Апарел. Да не се поише. Па се едниот ќе видат изненадување. Да. 4 дизајни. 4 се што можеме у моментов да ги покажеме, дека Joker се Mood, достапни за нарачки. Savage Mood, Joker Mood, Discipline Mood, Consistent Mood, Hustle и Hustle цела Mood. колекција од тоа и Така е, тоа е мотиво, да, ја приметив. да Сличен мотив има и еден што И еден е Joker Mood е лудило и стварно. уште една што Тоа на може нив си оставам, они ќе си кажат, има уште едно. кој ќе се објават, Ќе да. се објави. Тоа си е нивна работа. И нешто што И 4 зимски. не го имаме ние кажано, ама ќе го искористам затоа што други гости го имаат кажано, ама е перфектна прилика да се каже. Нема подобар поклон Да, за на некој. реално да. Не, ова гости го имаат кажано без ништо од нас. Да, да. Дали Сара го кажа, Бе, ја ги имам 2-3 поклонета. Ведрана, Да. Ја имам поклонето 2-3 капе. луѓе кои ќе ги видат вака, исто намерно
не ја откриваме денес, ама оставаме како изненадување плюс пакетот во кој што капчево ќе ви стигне. Ако Кутијата. се кутијата. Исто е неако. уникатна е. Кога ќе се решите да нарачате, Да. одете на братот сајтот, Нема да ви стигне регулар кутија кој што е за другите капи, него посебна нема е само за веќе овака. Инстаграм причи ово оно worldwide available. Добре. На сајт, нарачка, најсовремено, си плаќате, си нарачувате, ви стига дома на врата Тие што сте и не корисници на ви капиве знаат. откриваме, ќе стигне во нов дизајн на кутија. А од нашето следната капче. епизода ќе си не. Не знаеме. Понаташни знаеме. епизода ќе има и во студио ќе ни биде кутија таму. Ама чисто знаете Заради дека некој има хасл причини што ги уште кажа. еден изненадувачки елемент има, кутијата специјална у која што ќе ви дое капчето, што Не ја покажувам. не ако, туку ќе го нарачате. И за вас, и за поклон, и така натака. И на тој начин поддржуваме македонски бренд. И го потржувате подкастот наш. Подкастот, така. Исто уште едно нешто што многу луѓе имаат прашано, дај како да поддржиме. Не сакаме ние тоа донации и монации, не икам такви работи. Отворивме members на YouTube. Мора да има вредност некаква да добиете со тоа што не поддржувате. да. Не сакам да е клод, еј браво, дечки су, еј 5 евра. Не. Ќе Сакаме добиеш нешто за тие 5 возврат. евра друго. Мора да имаш некаква вредност. Подржувајќи на нас преку братот и нашето капче, ама и било кое братот капче, имате нешто за возврат. Во нашиот случај го имате најдоброто капче во светот, уште еднаш да повторам, И најубавото. се подразбира најдоброто. И момци не капче. дека е наше, ама стварно е него. Мислам, што ви кажам, еден од оние работи што мора, за да го докомплетирате чувството, мора да го фатиш у раце. И не ти се верува дека е твое. Мислам на нас. Ти колку пати ми кажа, човек не ми се верува дека имаме капче. Абе го носам, не ми се верува дека е наше. Ја го Го гледам. гледам, не ми се верува дека е наше. Дали нешто пропуштивме? Не. Тоа е Имате тоа. и 4 зимски капи, ако тоа пропуштив кај братот, идете си на сајт, нови колекции. Овие капи више стариве нема да постојат у колекција Ќе таму. си освежиме и ние. Да. тука Тоа во што ќе им се студиото. допродаде, ќе се допродаде и мислам дека Така кој што што- прават стари колекции од заборав, новите настапуваат на сцена. Поддржете ги братот, поддржете на нас. Првата серија е лимитирана. Значи, побрзајте со нарачки. Не побрзајте со купување. Да не биде после, знаеш колку луѓе ми имаат прашање, има уште, нема веќе. Еј, за блиски, наши, да ми даеш едно, не да ми дај, ќе си го купам, дај ми го. Не ги продавам јас, не ги продава Томе. Мора да идете на веб сајт. страна нивна, што брендот е нивни, оне тоа го работат. И ние само сме колаборатори на ова, јас нити имам капчиња 1000 мои, Да. сите се продаваат. Ова е едно е мое, едно е него и крај. Абе, професионална е работава. Не Да. ни се нас у подрум. Не. Неам ја Не. Нула капи имам ја на залиха. Томе има нула капи на залиха. онлайн сајт, купување, толку. Тоа е. Единствениот начин. Нарачите стигаат дома, нема тоа ти дам пари, не постои. Ама и вака е подобро човек. Електронски. Вака е побрзо ќе му доебе. 100 Дур ти пише на тебе, отидоа 3 недели, ова за 5 дена му е на врата бе човек. Така е. Побрзајте, купете го најубавото капче на светот. Поздрав. Фала на сите што не поддржувате. Се гледаме во следната епизода. Чао, чао. Чао.